Дечки, добро вечер и добре дојдовте на третата сесија. Драго ми е што сме пак во голем број, Свети Архангел да слава, нема толку, не чекаме 15 минути 10. Ќе започнеме со професор Горан Никовски, професор на Факултетот за физичка култура по рекреација и така натаму. Темата горе ја гледате. Посакувам пријатно дружење со еден од најдобрите професори. Благодарам на овоите зборови. Познавам сите, добро вечер. Јас сум поедноставно вака Горан Никовски, професор на Факултет за физичко образование и спорт и здравје, основниот предмет ми е рекреација. Аеробик и пилатес, водиме планинарски тури, учествуваме на курсот по скијање. Од 93 до 97 година бев тренер во скијачки клуб Работнички. Тука имаме еден од учениците, Марко. Јас сум тој дел, тој врвниот. Имам и другијама. Ќе речете сега, веројатно тема треба да ја предава некој историчар или некој што наистина истражувал со малце подлабоко во ова. Меѓутоа, ќе ви изненадам, не знам зашто, веројатно љубовта кон скијањето, скии сум од 75 година, значи роден сум 78. Мало што е дало. Се надевам дека нема да ми замерете ако не... Знам дека може би оваа тема ќе речете малце теоретска, малце ќе биде монотона досадна. Меѓутоа, на оваа тема работев повеќе од 6 месеци, секојдневно. Навистина истражував, се надевам дека во иднина ќе пренесте нешто што се вика книга. И ќе има нешто интересно да се прочита и мене не знам, случајно дојде идејата да се занимавам со оваа работа и некако сега скијачка федерација на Македонија, кога рекоа дали можеш да направиш нешто околу оваа тема, иако мојата најомилена, како да кажам, подраче во скијањето е работа со деца, со млади категории, така навистина имам голямо искуство, меѓутоа ќе се обидам на некој интересен начин да ви представам и односно оваа тема. Као да сте полетувам, па ви посакувам многу да дадете. Намерно е ставена првата слика на првиот слайд. Малце е комплексен и насловот, доволно ќе беше да се стави историски развој на снежните спортови, ама да речеме, снежните спортови влегува све и скијањето и сноубордот и фристайл и така натаму и многу од сите оние дисциплини во скијањето, меѓутоа некој дека малце ќе го прошириме, да не е че некој нема за мене, сакам и јас, сакам да ги задоволам желбите. Првата фотографија уствари многу зборува, тоа на некој начин се прашуваме каде е потеклото на скијањето, дали Скандинавија, дали Сибир или Алтай планините во Централна Азија. Прво, кога зборуваме за скијањето, многу го подразбираат како може како спорт, може како рекреација, може да се разгледува од повеќе аспекти, меѓутоа јас највеќе го разгледувам скијањето од здравствен аспект, бидејќи ретки се оние спортови кои што имате движење на целото тело. Ако земете фудбал, имате движење само со долни екстремити, ако имате баскет, имате само раце и долни екстремити, иако учествуваат нозете во трчањето, меѓутоа некако кога ги изведувате движењето во скијањето, ангажирани се големите мускулни групи, тоа се така наречени моноструктурални циклични спортови, како пливање, возење, велосипед, трчање, така на веслање, што се користат големите мускулни групи. Намерно и ова сликата обично се вели една слика и 1000 зборови. Еволуцијата на човекот. Се надевам дека поентата на крајот уствари треба да се пише. Има уште една фотографија која зборува и меѓутоа не сакам денеска да ја презентирам. Тоа е кога имаме еволуција на човекот до седење на компјутер, што суштина денеска се случува тоа и сега поентата може и најважниот дел од муаветот не е во ова предавање, меѓутоа е како да овие денеска млади генерации ги изведеме на прав пат, односно да живеат складно со природата. А од друга страна па ќе речеме дека скијањето е скап спорт. Меѓутоа постојат многу можности кај што можеме да ги ангажираме.
От секоја се поставувало прашањето, барем вие што се бавите со овие сценични спортови, дали сноубордисти, дали скијачи и така натаму, од каде потекнува, кога потекнува, по некои предпоставки постои веќе 5 милиони и така натаму, и онаа дефиниција што е скијањето дека се изгалки со кој човек се движи по нека снежна површина без можност да пропадне. Ова на првата слика, на сликата на вториот слайд, третиот слайд, се крпија, snowshoe се викаат на англиски, ја не знам дали македонски израз за ова. Ако имаме, тогаш можеме слободно да не коригирате. И историски кога гледаме, зашто ја спомнав онаа сликата за еволуцијата на човек. Треба сите да знаеме да не биде јасно дека човекот опстанал само со движење и ќе преживее движејќи се. Бидејќи треба да знаете дека природната форма на движење на човекот не е одењето. Природна форма спрема анатомската градува човекот е трчање. Меѓутоа ние сме све подалеку и подалеку од тоа, така да на некој начин и крпите ги користеле тие први превозни средства, така наречени, ги користеле за движење по снег, побрзо да се движат, да учествуваат во лов, да бегаат од животни, да ловат, да одат по храна и така натаму во зимски услови, што тоа е тие времења. Јас бев многу мало пред 5 години и не можам точно да се сетам, а окей. Така да знаете како човекот во текот на историјата како се развивал, така му доаѓале различни идеи. И веројатно му дошла идејата дека по движењето по снег, тоа е тешко може да преживее, па рече че каде се ставиме нешто на нозете, да можеме полесно да го спогледаме овој простор. Па ги пронесе некои дрвени летвите, да наречем јас, не може да се наречем скии, иако понатака која ќе разследуваме од спорност на археолошките понајдоци, ќе видиме дека нешто дури во тоа време имало слично нешто на небесната скија, така што односно случајата на самата скија, виделе дека само скијата не може да го одржува на таа снежна површина, а затоа нашата некоја лодка веројатно се пришијува на дното, за да може да веслаат полесно подводници, полесно и да се движат низ тој простор. Како и да кажете, намерно го извадив ова на слайдот, на сите јазици различно се нарекува, меѓутоа сите ќе ве разберат кога ќе кажете дека кога ќе спомнете некаде скијање или скијање на овие простори, се ќе видат јасно, без обзир што не го кажуваме на нивниот оригинален јазик. Од каде доаѓа зборот ски? Од северно-германски јазик кој го употребувале жителите на Скандинавија, во времето на викингите, зборот ски значи стакло дрво или скијани со кожа. Зборот ски исто така големо значење има и кај норвежаните, а према други податоци употребувано и во Финска 6000 години пред нашата ера. А доаѓа од нивниот изворен збор. Можете да крајот на слайдот намерно да го поставите и ова, да видите кај изворот од каде што најде ова, едно на скали, National Board, Helsinki National Board of Antiquities, 89 година. Затоа и се вели оваа слика зборува, може да каже многу работи, за да може да кажете со сигурност кога се зборува 5-12 години пред нашата ера, со сигурност не може да се каже, меѓутоа точно во ние археолошки понајдоци, односно извори литературата може да се предпостави дека потекнува еден од можните почетоци на скијањето е од Централна Азија, па прво се шири во Северна Европа, потоа од Северна Европа и Северна Америка, а потоа иде во Јужна Европа и Источна и Западна Азија. Она што кој може да се провери од каде потекнува, односно од каде се тие податоци дека постои скијањето, од каде потекнува и така натака, се бавали многу теоретичари. Еден од теоретичарите е Бутер, кој сметал дека потеклото е од Централна Азија, Алтай планините, Монголија, а према друго од Скандинавија. Скандинавија се води во некои податоци од како лунка на скијањето, односно иако она што на првите слайдови го видовте вие, оние крпки, односно оние черни, широки, големи черни ги наречат популарно, не може да се каже, теоретичарите велат дека нема поврзаност со нешто скијање, меѓутоа на некој начин постојат представуваат основа, која треба да се движат, постои да се одуваат од еден просторица и така натаму.
Prema Luteru, Centralna Azija še čiga v prethodno što kažete, Sjeverna Amerika, Sjeverna Evropa, Centralna Evropa, Mala Azija i tako. Evo još jedna slika, širenje to naskijanje od Centralna Azija. Postojat, znači prema ono što možete ja da ga gledam kako podatovci, postojat istraživanje koje je bilo neka 20.000 godina pred naša era, se neko i prvi pronajdovci bilo odnosno, iako neka oblastna kaza poteknula to od Kina, iako ne se naučno verifikovani, ili to druga strana, pa prva pojava na sami zborot Kujegac, znači skiteka pretpostavljena skijata datira od 8.000 godina pred našata era i ona, kako što kažem, je prethodno služila za lov, spominjanje na različiti rastojanje i tako natamo, da neka narod sami vo severna strana znaje neka skijite se superiorno sredstvo za prevoz i određeni izvori neka poteklo to na skijanje, to je od tamo. Nekoji nazivi i stranata od kada što može da se najde ovaj podatak. Normalno, sve što se razlati za nekoja pojava, to je vreme izviženje i postekljeno narečene za toj period, od knjiga The History of Mid-Nordic People, izgledana je gori 55. godina, može da se prikaže znači narod od Skandinavija, da se narod od sami volov, znači volov na diveć, odnosno, može da ga narečem slobodno preživljanje vo takvi uslovi. Drugi uslovi, prema pronajdena skija, datira 8.000 godina pred naša era, je arheološki dokaz kad uvjeto od Severna Azija skijala predovnije do Skandinavija. Ova knjiga, tja vidite podocna, da postoji. I tako, naravno, najdeni se i drugi pronajdoci, vo Rusija, kaj reka Tapis, istočno od Ural, drugi izvor izborila reka to je od 6.300 do 5.700 godina pred naša era. Evo ova je literatura što može da se najde znači u biblioteki, te izvorno mjesto na skijanjeto, Altaj prefektura Kina. A drugo to je verovatno od Niels Larsen mnogo interesno dava svoj doprines vo njegovio dokumentarec, to je postoji i može da se vidi. Skiing in the Shadow, znači skijanje vo senka na Džingis Khan, odnosno bezvremenite skijači od Altaj, a prvata skijanja datira ušte od 4.500 godina pred naša era, najdena je vo Hoting, Švedska, 1927. godina i može da se, ako se preze literaturata, u muzejiti iz Evropa, može da se vidi kako je. Drug dreven fragment, što zborува za poteklo to na skijanjeto, ne bi rekao konkretne teorije, jednata po Luter, drugata neka poteklo od Skandinavije, a od ostrova Trodo i po Norveška, kaj što je prikažan skijač, lovec na skijač, je složena sporna za to vreme, zato lovec na skiji. I neki to sprema nekoj datira 7.000 godina pred Krista, ova knjiga je imam lično, je na master tuka, od Kenana, to je izdatana 2001. Drugi podatoci, ono što je prethodno rekao, je obalata nekada Vik, severno od Ural, isto taka crtež Peštera, i taka natamo. I taka, ko ideme сега, ova го postoji malce hronološki, počnemo od 10.000 godina pred naša tema, pa dojeko do 8.000 i taka natamo, idemo neka redosledna hronologija. Ski pronajdeni si vo Norveške, 1938. godina, 180 cm visoki, 15 cm široki, datira po toj period. Po селото Фалтрайск, blizu Skellefteå, Švedska su iskopani ski su dimenziji 204 cm, 15,5 cm široki i stav su dožen od 156 cm. Podostak je vidimo na nekoj drugi podatak nalaze epizode perioda suvremenog skijanja i vidimo zašto je jedan stav i tako natamo i to je dolgo zadržan, duri do početokog na 20. vek. Повторно се враќаме на малце на митологија, ќе ви кажам зашто ова го спомнувам. Значи, норвешката митологија, богот Улар и божицата Скади, значи, покажани се на цртежи, меѓутоа ова го кажам затоа што е еден од нашите најпопуларни клубови, мислам, коригирайте ме овој чале, мислам дека нашиот колега работи, неговиот клуб се вика Скади.
И тој ми рече, еднаш како пратив слайд, рече, добре знаеш каде потекнал, веројатно би имала и истина податок. Еве да видиме уште некои археолошки пронајдоци. Најстарите скии на некој начин ги поделиле во три групи: арктички тип, јужен тип и централно северен тип. Интересно е дека и во сите, осим во последниот централно северен тип, дека едната скија е пократка, служила за отурнување од снегот, додека во претходните две јужниот и арктичкиот тип имаме место каде што треба да се постави стопалото, веројатно полесно да се манипулира и движи со скиите. Ова се вратиме и одиме малце напред. За критите, односно на сноуши, што кажете на почеток. Исто така, према некои легенди и кралот Ханибал, за да премине Алпите и да ги нападне римјаните, нема некој поверодостоен податок, меѓутоа се претпоставува дека имало нешто на нозите што представувало средство за полесно ослободување на тој простор. Од другата митологија, Олас Магнус, шведски епископ, во 1555 година се публикува книгата History of the People, Septem Vionaligус. Луѓето од Централна Европа во тој дел пишуваат, патуваат и ги забележуваат своите доживувања и цела Скандинавија, Балтичките земји, тоа ќе го видиме и подоцна. Војниците биле тренирани во борба со скии. Тука на сликите може да се видат лапонски сами скијер со самостан ски од 1963 година и како да фолов. Подоцна доаѓаме малце што нешто што ви е попознато, тоа е областа Телемак во Норвешка. Значи, исто така се користени скиите и луѓето христијани учеле од луѓето Телемак и со текот на времето, она што ви е вас познато, дошло до името христијани, од потеклото на христијаните од таа област. Имаме некој направено, значи нема детално да одиме во ова, да постои има доста интересни други податоци. Чисто да ви кажам дека во тоа време како иде развојот на скијањето, односно вештините на снег во светот и во Европа. Имаме Јапонија, Хокаидо, Франција, после Соединетите Американски држави, првата трка во Тромсо, Германија, веројатно употребувале скии со 1 метар должина и 15 сантиметри ширина. Гледате го денешната должина на карбен скиите одат до, ето нешто мислам, ова е доста пократко од денеска, меѓутоа може секаде да се најдат некои сличности со она што е денеска. Па дури и во Австралија. Во Мароко, Јужна Африка, првото надпревање во слалом 22 година и изразот слалом беше интересно да го презентирам, слајлом, стаза со кри. Добро, да имаме уште добро. 1868 година е многу значајна, од аспект дека се одржано такмичење на скијачки скокови и на некој начин таткото на модерното скијање Сондре Норбен при изследувањето на скокот. Ако пратите денеска скијачки скокови, ќе видите дека доскокот е со техниката Angel и во тоа време потекнува, односно тоа е она движењето што подоцна прераства во телемат техника. Значи приземувањето при скијачките скокови е со, ќе видиме покасно имаме на некои слайдови, ова е тоа малце по... Добро, уште некои податоци интересни, Чехословачка, Данска, почнува производство 1888 година интересно производство на скии. 891 клуб во Германија, што е многу интересно околу рекреативните активности, околу туризмот. 1892 година значајен доктор Хенри Лун, кој организира групи Алпите и одучува една техника. 893 година клуб во Швајцарија, Франција и така натаму. Тука е 893 првата трка во спуст и нагибот на патеката е даден со 9 степен. Од прилike зависи како е тоа. Прва скијачка сезона во Боден, првски клуб во Италија и организирани се и нордиски игри во Стокхолм, кој Бароно де Кубертен ги нарекол како Скандинавска олимпијада. Сега малце ќе се вратиме на скијањето на Балканот. Секако
може би подоцна на некои студенти следувате или изненадиле податок, секогаш ние сметаме дека луката на Балканот е во Словенија како највешти во исто најголеми резултати и така натаму, и дека тоа датира од 1888 година, кога од Норвешка се зарисани првите скии од Чилеј, додека Руди Киншгар, зошто е значаен, формирајќи ја првата фабрика на крајот од Втората светска војна, нешто што не ни знаеле што може да прерасне понатаму, тоа е понатаму наречена фабриката Елон за производство на скии. Во Хрватска, ние бар на факултетот учевме за историјата на спортот, Фрањо Бучар е доста значаен, на првото хрватско олимпијско годишното собрание, во ведува ски секцијата 1894 година, а ова знаете дека ќе ме заинтересира дека првиот скијачки клуб веројатно е формиран на Цетиње, Црна Гора 1893 година, а и за тоа имаме веродостојни податоци. Во Босна и Херцеговина 22 година, првото организирано скијање во Србија 22, првите надпревари се знаат и историски дека се на планината Авала близу Белград. Одакle со Словки кои решавате планина близу Белград, Ангел, капетан од Норвешка, по пристигнување Црна Гора, во Голика Петар Петрович Njegош донел пар ски, се смета дека се првите ски и напишал и книга под наслов со скии низ Црна Гора, издадена во Осло, а сега на следната фотографија ќе ги видиме и најпоследните фотографии, да не Добро. Накратко, видејќи ги споменавте Балканот и сите бивши југословенски земји, па и за Македонија, дека е почнато скијањето после Првата светска војна, почнато на планините на Доловодно, Васипава, подоцна нешто на Љуботен, на Шарпланина, односно Цербашина и така натаму. Према некои податоци 32 година првите се спуштиле од првото Љуботен, меѓутоа по некои податоци 26 година, началникот на Пето Орестија Крстич со група планинари, тоа беа планинари скијачи, се спуштиле од првот Љуботен кон селата Рогачево и Старосело. Да? И 938 година биле организирани 5 скијачки курса. Зашто се вратиме малце назад? Пошто бидејќи преска, зборувавме за развојот на скијањето во светот и во Европа. Уште во почетокот на 20 век се користени скиите за поштари, работници на патишта, водачи, учители, за да бидат поефикасни, односно за поминување на теренот на многу поефикасен начин, додека доктор Пејот ги посетувал во Шамони своите пациенти, доаѓал да ги посети со ски и така натаму. Други податоци зборуваат за Шпанија и за Индија и така натаму. Јас не би ова е интересно, може би бидејќи реков дека тука ги спомнам и за сноубордот, во 1905 година и Шпернинг, Мичиген формирана Национална асоциација за скијање и сноуборд на Америка. Не знам дали е точен овој податок, вие сноубордисти кажете ми. Така натаму. Во Јапонија, Бугарија, како? Мора го испитаме. Нема проблем, неки други. 24 година е многу значајна, Федерейшн ски во Шамони, Франција, значи меѓународна скијачка федерација, 25 година одржана првото такмичење годински дисциплини. Зашто ја пишувам годински дисциплини? Многу интересно. Затоа што во одреден период значи кога ќе видите во развојот на скијањето. Прво почнавме како некои основни средства за превоз, за поминување на снежната површина, а подоцна, значи тоа се првите скијачкото трчање е прво. Знаете, скијачкото трчање е нобилска дисциплина, дури потоа доаѓа алпското скијање. Во 28 година уште некој податок од ФИС, спуст слалом, вклучени се експериментално во меѓународните приредби. 31 година е држан првиот ФИС надпревар во алпско скијање, а 37 се нарекуваат првенства на светот. Во 36 година во Гармиш-Партенкирхен, женски и машки дисциплини, 50 година во Аспен, светско првенство, велеслаломот е за прв пат ставен во програм, а се појавува и 52 година на Олимписките игри
66-67 je prva sezona kada se vozi slalom, veleslalom i spust, a 74-5 je i kombinacija, super veleslalom je ključen 82 godina. Ovo je čisto tako na podatak. Okolo proizvodството на ски, prvo se koristili aluminijski ski, potom fiberno ski i tako. To isto što bi istisnali drveните ski. I to još događa jedan period kada će to vrlo značajno za jedno vreme se stičuva, 87. godina, Viktor Škofić od Slovenija, kako delo od fabrikata Elan, koja konstruira novi od prototip Mechanic ski. Odnosno така наречени структурирани ски, самата форма, можете да видите на средината се како дело тело. Фристайлот е вклучен 79-та, 90-та се назови Валбервил, а сноубордот прв пат на Олимпијада е 98 година во Нагано, таму сум вика точно. Океј, пак да видиме сега на други начини каде се користело скијањето. Секако, понатака ќе видиме некои слайдови кај што е користено скијањето и во Прва, Втора светска војна, меѓутоа и столици изградувачки многу рано се користени, дури тоа го пишува и Прокопиус, византијскиот историчар, дека се користени во воени цели. 1808 година норвешки трупи користат ски од некоја смика. 1199 година употребуваа се во битката меѓу финци и данци и така натаму. Кралот Густав Васа ја предводи битката по минарот Таала против дански трупи користеле ски и поминал 89 км без прекин. А Олас Магнус што ја публикува книгата History of the People of Severna и што го кажавме претходно, која е издадена во Рим и покажува дека војниците били се тренирани за борба на ски. Ово уште малце митолошки некои слики. Добро, во воени цели, 716 година, голема војна на северот меѓу Шведска, Норвешка и Русија, водена е примарно на ски. Интересен е податокот горе дека во битката во Данска, шведската војска била во можност против Данска да вклучи 4000 скијачи, исто податокот на литература. Дури и војската на Наполеон за време на повлекувањето било голема од руските трупи кои користеле ски. Прва светска војна, изненадувачки турски војници на ски, другата слика е елитни австријски војници, доста материјал најде во однос на користењето на ски од страна на италијанската војска, која за да ги сочува Алпите од наодот на германците и австро-унгарците, морали да ја заштитат таа граница и затоа е наречена битка на снег и мраз и скиите се исто така користени пред за позиционирање и транспорт. Втора светска војна, норвешки и шведски трупи, доста повеќе е користено, тоа се германски трупи. Дури најдов една слика, иако ги нема доволно, нема многу југословенски партизан Славонија 44 година. Руски трупи, австралијски ски корпус, ова ме изненади мене како податок во Ливан. Да. Познати се акциите на американските војници, уште еден интересен податок, ова е 10-та американска планинска дивизија, а 45-та година во Германија, тоа не се стави тука, водач на првата сојузничка ски патрола на територијата на Германија во текот на ослободувањето. Нешто друго исто така интересно, знаете дека истражувани се Северен пол, Јужен пол, Гренланд и така натаму и користени се исто така ски, користени се од поголем број на експедиции. И тука само дека доста интересен материјал, ќе го споминаме Фридјоф Нансен 888 година, кој го поминува Гренланд на ски за 6 недели и поминали 400 километри, од кои 19 дена поминали без прекин ски или 250 километри. И ова го инспирира Матија Здарски, или зашто е значаен Матија Здарски, која донесува првата техника на историјата на скијањето како така. Или тоа е официјална прва техника. Што е интересно што е Фридјоф Нансен
Тој живеел во Норвешка, или со студентите на предавањата, неколку пати го спомнувам, релацијата меѓу Осло и Берген, кај што се одржувало такмичење, ако минува 100 км и поминал по 1-2 дена, се вратил, учествувал на трката, се вратил и така натаму. Меѓутоа, најинтересно е дека е добитник на Нобелова награда, тоа може да се најде во книгата Вештина на рекреацијата, со својот публицистички случај живот на чист воздух. Ова е исто интересно дека со Нансен и Јохансен се обидели да стигнат со кајак и ски до северниот пол. Други ги спомняме, ова е слика на фотографијата 1896 година. Тука исто така доаѓа до израз и треба да се спомнат и Роналд Амундсен и Скотовата експедиција 1911-1912 година. Ќе се вратиме малце назад, повторно на Балканот, малце намерно изгрешам по тоа. Лајбах 1689 година ги опишува, значи првите луѓе кои користеле некакви средства, некако материјал, ќе го наречеме на нозете, од регионот Блока и кои видеале луѓето како се движат по снегот и нарекале дека се движат како змии. Предходно го кажавме за еден чибеј, дека првите ски ги донел од Норвешка. Ова е интересно за развојот на скијањето, посебно на овие простори, 1944 година, 1945 година. Првите 50 пара се направени ски, меѓутоа во СТ-44 година книжка. Тој податок јас го немав, ова е подоцна даден дека учесник на Олимписки игри 36 година во Гармиш Партенкивка. По селото Дегуни отвориле продавница и тоа е материнска што е позната како Елан, со недавно словенски производ, а сега мислам дека различни корпорации учествуваат во производството на ски. Ова се некои фотографии како изгледало во почетокот, како изгледало равнотурницата на Елан. На малце повозрастните, мислам јас сум доста помлад, овде има повозраст. Сеќавате на Елан, овие 0,5 Добро, Вањо Бучак го спомнавме, Србија малце подетално направено. Еве ги фотографиите за првиот клуб во Црна Гора, односно од Хенрих Густав Ангел, капитан од Норвешка и информацијата во вестници за неговото присуство, а од левата страна неговата книга со ски низ Црна Гора. Кој е родека на Цетинија прво. Вардарска Македонија, у тоа време така нарекувана, едноставно можеме да знаеме Македонија, мислите да литературата така били. Првите ски се во Скопје видени, од богатите родители, да речеме, кои биле во странство и така натаму, ги донесе скиите и рекохме и претходно дека помадените на долно водно и гази баба. 32 година спрема едни податоци, Гого Попов, познат е доста меѓу скијачите, Мартиновски и останатите, се упатиле по падините на Љуботен и веројатно предпоставува дека тоа првата група што се спустила ски во Македонија, додека во истата година формирано е во Лисец. Интересно е за историјата, е доста интересно, тоа че го спомнам, некој е познато. Во Лисец зашто е популарен, она е тоа едно село во одите, односно вие не одите, некогаш постоеше жичара, имаме податоци за тоа, на половина пат до Попова шапка се наоѓа во селото Лисец. Еден од најдобрите скијачи во историјата на Македонија од тоа време е Рефики Јахин. На некој начин тоа се првите организирани форми на скијање. Спомнавме о Рефики Крстич, ќе идеме малце напред. Исто така и во Крушево, се поврзува со некој дошол од некаде, донел ски, најчесто се спомнува дека си биле во Франција, поминат се различен тип на ски и така натаму. Дека? Долу да кажеш. Скијање во Македонија, меѓутоа што е интересно за вас, од кога постојат скијачките клубови, од кога се едуцирани наши луѓе за да бидат учители во скијање. Тоа е Аврамовски Тоне, посетил скијачки курс во Словенија. Прва скијачка секција е 32 година.
prvi formi skijačko trčanje iz Pustovi, nema da ušte stalo stalo za drugo 11 rulove. I 39. godina, znači sljedeći period, je otvorena prva prodavnica za padički skijeć. Ova znači odnos na domovite, na Popova šapka od 35. 39. godina, ne možete mnogo da pokažete ovdje slike, međutim da predstavuje na neki način nešto što se slučivalo u to vreme. Evo prvi odavno na Popova šapka, 34. godina, tamo se grupa entuzijasti, tamo pozadinata skroz lijevo, a ovaj dovod na Popova šapka proširen 36. godina, izgleda dosta proširen. Dobro, što bi to spomnate, idemo malce napred. Evo je prvi te vidovi na ski, mislim neka fotografija tako je prikažena mnogo poviše znači od bilo kojih možda se kaže, a ovo se prvi te dijagonalni vezovi. Kako? Levo беше S300 система за противоводиш фондове. Така некако. Организирани се дошта курсеви, не многу луѓе од овие простори ги посетувале, меѓутоа постои одреден број на луѓе од Сони Андреевски, па понатака се формирани организирани 5 скијачки курса на Попова шапка и 38 година 16 слушатели од Балканска Македонија, скијачки учители организиран курс од Срепольско, кај Сараево и така натаму. На тој семинар легендарниот Ѓорѓе Поповиќ, односно Бого Попов, Франц Петрин и Александар Гуген биле првите скијачки учители од Македонија. Мислам дека тоа чисто како информација да ја знаете. Добро, ова нема. Меѓутоа, еве ги пред првите скијачки надпревари некои фотографии како изгледало тоа 34 година. 39 година на Попова шапка, 6 и 7 април. Исто така многу интересен период е додека дојдеме до современото скијање. Во времето на Народно-освободителната борба, интересно е дека највише тоа се случувало во Вапнишкиот крај. И веројатно после тоа најголема корист имаме 44 година со зарабување на окупаторски конвој, околу 5000 пара ски, чевли и друга скијачка опрема, веројатно представува некоја добра основа. Интересно за шичарницата на Попова шапка, овде некои ги се изненади тие што знаат. Имало и две скокалници, водно и Попова шапка, а првата шичарница 47 година продолжи на 3 км од скијачкиот дом до врвот Церипашина. И ако треба да знаете, не знам колку вие знаете за тоа, дека врвот што завршил уствари над шичарната Церипашина, не е Церипашина, е син врв, лево од тоа е Церипашина. Интересно, капацитет 120 лица на час. Добро. За тоа време. Еве да видиме како изгледала првата шичара, нешто налик на шичара, веројатно тоа биле некои Ова е нешто по-модерно доба, кога едноседот функционираше како треба. Ова е дефинитивно. Овде имаме првиот скилифт, ние презентиран 49 година, Мали Јелак. Јаде прво се дрвени ступови, после не знам која година тамо 53-та. Заменети се со железни кои се користени до 62 година, 650 метри, 900 скијачи на час. Ова е Мали Јелак. Познати е теренот, бидејќи се тука сите од снежните спортови. Интересно, првата скокалница на какви сви? Стубовите се кјаче. Истите се. Добро се експери. 48 е направена првата скокалница, од сликите ќе видите која е тоа место уствари. 4 крата била, 51 година. И замислете, 51 година е одржан југословенскиот куп во ски скокови, рекордот е 31 метра. И денеска е толку. Ево прилика да видите левата с фотографија, тоа е скокалницата од тоа време, ова е една фотографија, не знам, секоја честа точно е направена, баш автентично. Да, ова е голо. А уопште не знам од кај се одрази.
Dobro, и гостива се спомнува, меѓутоа идеме на нешто шакланински куп. Идејата за шакланински куп веројатно датира малце по-пред Втората светска војна, меѓутоа некако идејата се созрева после Втората светска војна и 1947 година е првиот шакланински куп, каде што Силко Петер од Унгарија е победник во дисциплината спусна машка конкуренција. Рамадан Насип се класирал на 32 место од Македонија, еве и победниците во купот во 47 година. Десни со Петар, имало Петар. Куче, не им дава. Дајте коментирам нешто може да кажа. Добро. Еве да видиме уште една фотографија како тоа некогаш изгледало, како оние капиите што вие ги знаете по-модерни, како изгледале дрвени и на кој начин влегувале во целта. И беле столови. Зашто е овој даден текст на овој слайд? Затоа што, ако споредиме, веројатно тогаш многу подобро се организирале некои работи, односно односно државно ниво, односно на преварите. Замислете, 79 година за 21-иот шакланински куп учествувале 18 репрезентации. Малце повозрастните знаат кои се овие светски имиња: Александар Жиров, Жоел Гаспо, Марко Тонаци и Паул Томан. Легенди од 80-те години беа доста популарни и ги следят. Македонска репрезентација не може да не ја спомнеме, тие години, тука се тренерите Иван Лесевски, мислам дека го запознавте на првото предавање, Круме Трајковски и Георгиевски Коча, едни од најстарите тренери во Македонија. Ова се двете патеки, едната за велеслалом, едната за слалом, Езерово и Ордова. Знаете отприлike кај се возени. Сондер Норхен, оно што го кажавме преска, многу интересно за два податоци, што ви го кажав претходно дека е татко на телемаркетингата, бидејќи си доскокот во скијачките скокови, едната е снимкана и тоа е основата за понатака телемаркет скијањето, додека замислете во тоа време должината на скијата 2,4. Знаете како се мереа кона на скиите во однос на техниката на изведување на техниката на скијање? Пака беше отприлike која испружите раката и тоа е уствари некоја норма за добра скија. А после малце се скратија, па меѓу нас важеше правилото колку подолга скија, подобро ја вртиш, колку подолга скија. А со тек на време дојдовме, гледате ги димензиите. 84696 формата камин, нешто можете да споредите со ова денес што го имате во Photoshop. Добро? При доскокот го кажавме, телематехника, добро. Сега, мислам дека доста интересно ова беше главната поента да видиме историски, кажаме доста работи околу ова, меѓутоа да видиме како телематехниката, десно го имате доскокот, да видите точна позицијата, а лево на скијата точно се гледа телемарк свиот, кој од Норхен дадено во тој период. Телемарк свиот или Angel техника, ова е малце, не знае како ќе се гледа, сакам да ви е поверодостојно, убаво да ги видите движењето, убаво да видите техниката на изведување. Ова ќе го скокнеме малце, бидејќи мислам дека добро. И доаѓаме до првата техника на скијање 1897 година, после Норхен, на некој начин тоа е Мати Лазарски, во местото Лилијанфелд, на некој начин ја промовира првата техника на скијање и затоа и се нарекува Лилијанфелдер техника. Се користи еден стап, она преска што леко се буткале, па тоа останало долг период, меѓутоа положбата на скиите биле во положба на пука, ќе видиме тоа како изгледа. Нямаме уште многу, имаме уште 100 слайдови. Еве, низок плужен став, ќе видите дека плугот денеска мора да ги смислате вие колемата. На некој начин, некои работи се провлекуваат од тогаш и се основа за она денеска, што се ова малце е незгодно кажа на палката меѓу носеме и тоа окей.
И да видиме премии преку стрмна падина. Гледате положбата како вас учеле како се премива стрмна падина, како му е поставено телото со сосем мал нагиб на телото, на горниот дел на телото, здраво. Па не се премивате. Океј, ова е безот на Матија Старски. Да видиме како изгледало тој период. Добро, уште една промоција да го направиме. Тоа е, значи, неговата техника и дели денеска. Многу е важно ова со што е болдирано, внимателно прочитете. Денеска кога работиме карвинг техника, односно методика на обучување, како вика, телото ги прати скиите. Вика, целото тело изротира правец на движење од свиокот со лесно свиени колена и тежина распоредена равномерно на обете скии кои се во плужна положба и користење, и тоа е поефикасно доколку целото тело изротира во правецот на движење. Порано некоја техниката беше прво идеја носете, па после телото пратеше, а сега идеме целото тело треба и односно оската на рамењата на колковите треба ги прати скиите. Доаѓаме кај Джордж Билгери. Прв почнува да употребува два стапа, това за него. Таа техника што е изследувал е стен боген техника и некако прави комбинација на паралелно и плужно скијање. Плужна христијанија како техника, Ханс Шнајдер, најчесто до тогаш употребувана плужна христијанија и главна карактеристика на албершката техника, значи тоа беше прво Матија Здарски, Лилијан Фелдер техника, сега албершката техника, и со растретување на скиите е интересно и можете точно да споредите што денеска се случува, како некоја се случувало во однос на водењето на скиите. Тело навалено напред, денеска карвингот што имате за водување на ставче, тело напред мора да тело напред, и другата техника била така. Растретување на скиите на почеток на свиото и истовремено ротација на телото, свиткана положба, тежиште ниско поставено. Ова е интересно за вас, нека Шнајдер ја формира првата ски школа со прогресивно учење на техника и прв и дели учениците на почетници, средно ниво и напредни. Еве да видиме како изгледа албершката техника, која забележувате разлика. Она беше плужна техника, сега идеме со ротација на долното раме напред. И долг период е ова употребувано, меѓутоа ќе видиме начинот како они почнаа да го менуваат тоа што се случило за да се промени техниката. Мора нешто се случи. Добро, после доаѓа француска и швајцарска ски школа. Тони Зелос и Емил Алиас се најпознати представници на таа школа. И тоа е со растретување на опашките на скиите. Или видиме порано како беше растретување на опашките, па и денеска нормално до негде, за да можеме полесно да ги контролираме. Со пилотирање на прстите и контраротација на телото. Да видиме како тоа изгледа. Француска ротација техника 37 година, пред тоа се спомена од Зелос и Емил Алес со долното раме напред. А денеска ние кога ги подучуваме студентите, викам, ајде пробај со долно раме, изротирај се напред, леташ нагоре. Джовани Теста имал училиште во Сент Морис и дал корекција на техниката со избегување на повредите, бидејќи дошло до голем број на повреди, повреди ротација со долното раме. И денеска, не знам дали знаете околу карвинг техниката, повторно се враќаат на нешто подобни ски, пошто видоме и словенците да слушнуваат. Сменете се и дочината на изборот на ски, бидејќи голем број на повреди и луѓето со покрета ски потешко се контролира, пошто и нормално по мала е равнотежната. Ево Джовани Теста, веќе доаѓаме постепено до онаа техника што ни беше позната до пред 15 до 50 на години, иако 90 веќе карвинг техниката не се Европа хара. Мавровски стил. Еве до Джовани Теста на некој начин свиткани колена, малце повеќе главата и да изгледа вратото исклучено станува. Добро. Австрийска доминација, односно техника со спротивен засук на тело, главен промотер е Штефан Крукенхаузер. Интересно од сликите ќе видите наистина прекрасна фотографија.
иако не велува што оваа техника е Hans Vogler. Високо поставен став, подвижноста на телото, носите, скијачот врши вертикални движења, што всушност значило оптеретување и растеретување на скиите за полесно водење на скијокот. Тоа значило прва можност да се мафта со опашките. Знаете, ако ги погледнете старите скијачи, макрилјат опашките. Притисокот е максимален напред, туте колку ише мафта, баш го чистите теренот за цел. Таа фотографија, што ние во средината на 80-тите нешто слично учевме, тука е колегата Кичаров, средно физкултурно, така нешто беше не толку споени скиите, меѓутоа порано, знаете, важеше правило што по споени скии правите манипулација, колку подобар скијач знаеш. А после почнаа да се оделуваат скиите и ќе дојдеме до современата техника, не се киде. Добро. Еве Hans Vogler, да видиме, ова е теста, Vogler малце техничарски на фотографија прикажана. Веќе на техничарската фотографија можете да видите по-расширени скии и веќе таа се разликува од рекреативното скијање. Меѓутоа секогаш рекреативното скијање го следува техничарското скијање. Имам чесната. Еве иновативната велотехника, значи новата лево и старата десно, убава фотографија да се направи споредба или веќе ще постоеше тоа. Добро, знаете, меѓу земјите секогаш постоеле напредок и нонстоп на тие интерски конгреси намерно е ставено ово, бидејќи овде сака да видите учителите по скијање. На интерски конгресите доста пати се менјало од тој период техниката, па доаѓале до иновации, не било само полагање, туку некој ќе представи некоја нова идеја, што понатака е прифатена и така натаму, и така доаѓа, не знам колку вие се сеќавате, Аломар техниката, пред се возење по грб и длабок снег, она е кога имате собирање на носете и пуштање, како поминува грбката и издржат ногите за полесна амортизација на грбката или во длабок снег, каде што врвовите на скиите обично требаше да бидат напред за да полесно се манипулира, но и со новата методика, велотека кога е пршит снегот и до колените, няма пошто потреба се да назад и испуштање нешто повеќе на телото. Еве таа возможност свиот на грба. Така се. Ова мислам дека на факултет ни ја покажува и не се сеќаваш, ти си доста поставен. Добро, и потоците и джет техниката е дадена и полека доаѓаме до 70-тите, каде што доминира во почетокот секако дека зошто е ставено ова? Значи во анализата на движењата се почнете да се анализираат со камера и точно можеме да се видат разликите и поминување дали е директно на капија, дали е одоколу и така. Еве таа е анализа со камера во тоа време. Од крајот на 70-тите и крајот на 80-тите едно име се провлекува и тоа е тоа 10 години, тоа е легендата на скијањето Илјан Стенмарк. Тој беше различен од сите, бидејќи по најкратек пат можеше да помине патеката, има 86 победи во светски куп и до сега не е стигнат. Може би Линдзи Вонн се труди да го стигне, но ќе видите. Се пензионира готово? Па нема да го стигне. Добро. На Интерски конгресот во Јапан 78 година доаѓа до унифицирана техника, природно поставена тело движење и така натаму. Основна карактеристика пренесување на тежиште на надгорешна скија и водење на скијот со натрешната скија. И ова се нарекува преставна техника, мислам дека ова најдобро ќе го видите од следните фотографии. Еве гледате. Легнувањето на капија, подоцна и ова на учителското скијање ние го учевме. Паралелно престапување, клучно престапување, шкарество или множички престапување. Тоа е добра слика. Тоа е, мислам дека се одлични фотографии и ова колку се колената навалени кон натре и тоа станува значи до ден денеска. Еве точно положбата на влез во капија и поставувањето на скијата. Ова е тоа беше слаломската техника, ова е неговата велеслаломска техника, сепак и во оваа ситуација гледате колку се расширени скии. Денеска кога учат кармин техника, првиот стап е ширина на колку.
Малце околу гене, ова е накратко чисто, ова неколку секунди ти го одземам. Ова е една феноменална репрезентација на Швајцарија 87 година, која доминираше во светскиот куп. Тука се Брени Шнајдер, Петер Милер, Сторбриген, Хес, на смислу на легенди на светското скијање, посебно Брени Шнајдер. Матеја Спет, Словенија, Мариче Дели, Анимарел Прел, малце порано од останатите, меѓутоа и така доаѓа карвин техниката, односно она што се вика структурирана скија, значи овозможува скијот со мал радиус и ги нарекуваат што е претходно. И поинаков, наистина е поинаков начинот на скијање и методологијата на учење е различна од претходното, на некој начин е многу лесното скијањето, овозможува скијање без стапче, а може и со стапче. Што е важно, ширината, соодветноста и дебелината на скијата, што е важно да знаете дека она што ги соединува врвот, средината на скијата, односно тежештето отприлike на телото и опашката на скијата се што ги спојува трите точки се нарекува бочелак и сајка. Целта на заодненоста е распоредување на тежината по целата должина на скијата и да видиме како изгледа тоа денеска. Ова е влегување во скијок. Втората фотографија е фаза на водење на скијокот. Трета фотографија завршување на плоски слобови, корени, колпови во најфиксирана свиткани во почеток на оваа фаза и така иде до крај, до почеток на новиот завршок. Еве некои положби да видите како они тоа. Овде имате со колку од малце повеќе движење заради компензација се прави при брзината на воздух. Добро, така да видите. Добро. Сега доаѓаме до уште накратко, не може да не го спомнам ова. Тоа е 60-тите години Попен со својата керка ги спојува скиите, прават некои па испаѓа од вески и една даска. Милович исто така 70-тите години тоа го промовира, мислам дека Sport Illustrated дадени промотер на нов вид на ски, односно даска за скијање и така натаму. Прв светски шампионат е Сода Спринг Калифорнија 83-та, Нагаме 98 година олимписки спорт и како и во скијањето, ја не можам да кажам и не си дозволувам пред експертите за сноуборд, кои не во сноуборд, меѓутоа сакам да кажам дека и како и развојот на техниката во скијањето и ова има одредена методика и техника на учење и чисто само неколку, ете и тука имате движење по падна линија, имате правилна положба, лоша положба, вие коригирајте на кога не е точно, слободно. Диагонално движење, правилно, неправилно, исто така од предна и од задна положба покажано. Скијок преку прсти, веројатно сака да каже тој slide turn, така? Окей. Hill side turn на пета, која ќе имаме равнотежа. Базичен скијок, значи од една и од друга страна покажано и пријатно.